Тоа што седнал со галското петле искубано, ништо не значи, бе, људи. Значи, како да ти кажам, кога си политичар, од еден момент може да те седнат со секој, или да ти седнат секој, ама тоа не значи дека Мицковски се сменил у глава и демек сега надвор игра за француски предлог, тука дома глумел против француски предлог. Тоа е за невлегување на бугарите во уставот. Значи, многу добро нашава влада знае дека французите нас не ни се пријатели. Дека французите гледаат партнери во Бугарија. Прва причина зашто се браќа членови на ист сојуз, на иста унија. Затоа се заштитуваат едни со други. Втора работа. Бугарија, не заборавајте, многу скапо ја плати лојалноста на Франција. Тоест, прифаќањето на Франција бугарскиот предлог да стане француски. Многу скапо платија бугарите. Еве, гледате како тоа финансиски, мислам, ги подкрепива французите. Ете сега оружје купуваат од французите, можам авиони, миражи, Airbus може ќе купат утре. Значи, како да ви кажам, сето тоа кошта. Исто така опасно многу ќе кошта бугарите и францускиот предлог да стане и предлог на Европската унија. Рачунете колко финансово ги подкрепувале другите држави од Европејскиот сојуз. Значи, тоа кошта. Затоа не треба да бидеме глупави и наивни, треба да им се измочаме само на бугарите у супата. Шо значи тоа? Ние да не го прифатиме, бугарскиот или францускиот предлог, ако сакате, да одбиеме преговори на таа тема директ на Европската унија, да им кажеме кој ве ебе, и така ќе излезе дека бугариве джабе финансово ги подкрепиле французиве и овие другиве незини, овие браќа и сестри од Европска унија. Джабе фрлени пари ќе им бидат. И ќе им го начукаме. И тоа е супер, бомба. Следниот пут кој ќе сакаат некоја лојалност од другите членки на Европската унија, овие бугариве 5 пати ќе треба да размислат дали треба да лобираат. Оти ја знаат дека сме ние непредвидливи и дека сме нескршливи и дека со нас не може да се преговара. Што е многу добро да знаат овие одгоре. Така што и самиот говор на тело, на галсково петле, јасно зборуваше дека е тука седнат, што се вика од немајката. Колку ајде, ете. Кој знае кој го договорил со станокот, кој ги седнал, тоа не можеме да знаеме, нели? Но се гледа по говорот на тело дека е тоа проформа седнуење, везе нема, така да Мицковски не е ни глуп, ни наивен. Ние си стоиме на нашите цврсти позиции, дека не преговараме за идентитетот, другите прашања, вклучувајќи го и отварањето на уставот и влегување на бугарите во устав. Оно што е поинтересно, што се случува? А го зборев тоа една емисија, не ми текнува која. Предупредив да не останеме, како се вика, со прстот до уста, па дури тогаш да рикаме и да плачеме. Ја затоа превентивно викам да ги одјебеме. Тие што треба сите да ги одјебеме. Што се случи? Зеленски му праќа писмо на Путин во кое што замислете Зеленски, замислете колку само иницијативно легна на брашното и самиот фактички како да го замоли Путин нај да седнеме на преговарачка маса да преговараме за мир. Кога се случува тоа? Тоа се случи у моментот кога Русија даде јасен знак дека сад ќе да вам јебе во мајку, ко почна жестоко да ги бомбардира и најдалечните места во Украина, градови, вклучувајќи го Киев. Кога почна одеднаш денеска рокна ракета и во Констанца, во Романија. Рокна ракета, брате. Тамо, по пристаниште. Јеби го се овие руси веќе кажат, некоја залутала, се изгубила компасот, и се расипала и не знаела кајде. Или се начукала ракета, мавнала неколку водки и се побелјавела и отишла у Романија, јеби. Значи, доаѓа во момент кога Русија дава јасно до знаење пред се на Европската унија, кој што најмногу стои за допорноста на украинците да пружаат отпор на Русија.
им даде јасно до знање дека нема да отстапи, дека е спремна војната да ја тера ако требаше 5 години. А со овие последни напади покажа дека Галиба планираат нешто пократко да ја водат војната од 5 години. И да стигнат до таму и кај што не планирале да стигнат, тоеш да ги остварат она што го кажаа на почеток дека им е цел денацификација на Украина и тотална делумна или тотална демилитаризација без право да влезат како членка во НАТО сојузот. Сега, кога се случи ова писмо на Зеленски до Путин, кој што русите многу елегантно, многу духовито му рекоа: види, председателот е известен за ова твое писмо, друже Зеленски, ама јеби ga уште не стигнал да го прочита, има некои други обавези да заврши нешто, ручек, мучек, десерт, да дремне, па ќе го прочита. Па ќе види, после ќе видиме што ќе ти одговориме. Значи, Русија нема намера да прифати најверојатно покана од Зеленски за примири. Многу длабоко ја загазија Зеленски и овие познати како Епштейнова коалиција, што се. Многу длабоко ја загазија. Но не се. За нас што е важно ситуација, кога го праќа писмото и кога Зеленски отворено прв пат побара од Путин состанок, тоест можност да се отворат мировни преговори. Во моментот кога Европска Унија им праќа порака на украинците: вие сте следни за отварање на преговори со Молдавија во јуни месец. Луѓе, тоа го зборев на телевизија, некоја не ми текна, сега скоро беше. Реков да не биде разочарувањето поголемо отколку што ни беше кога не примија во НАТО на самитот во Букурешт. Овој пат ќе биде разочарувањето пута 10, затоа што овие сериозно ќе отворат преговори со Украина. Земја која што не изгуби повеќе од 23% од својата територија, која што е разрушена, со разрушена инфраструктура, со една уништена младост, неколку стотици илјади украински војници загинаа до сега. Значи, ќе треба на таа Украина 50 години да застане на нозе. Да не зборам какви други тука ќе има милиарда проблеми што ќе ја спречуваат во тој процес. Борби за власти, мафии, ова, она, корупција, и таа беше така беше најкорумпирана до почетокот на војната 22 која беше, сега е пута 1000 корумпирана. Затоа што Украина не живее веќе на свој рачун. Украина со години од кога почна војната живее на милоста на Европската Унија. Колку тие пари ќе и бустираат, ќе и дадат, ќе инјектираат, толку овие можат да купат све што им треба за да ги преживеат годиниве на војна. Од храна до оружје до не знам што, до социјално, до појма неам што тамо. Страотна е ситуацијата на една таква распадната држава, што се држи на едно шрафче. Ти ќе и понудиш во јуни месец да отвориш, ќе понудиш да отвориш преговори со нив за влез во Европската Унија. А нас и понатаму ќе не уценуваат со бугарските ултиматуми и закани кои што само сега ги прекрстија дека се наводно европски. Тоа ќе ни биде таков шамар што ќе биде пишчење и вришчење. И сами ќе се доведеме у понижена ситуација. Да не шљашка кој како стигне. Еве, не исполнивте со бугарите. Еве ви сега, пак седете тамо во ќоше, а Украина таква каква што е, никаква, растурена, разрушена, уништена, корумпирана, расклецана, таа пред нас, замислете, ќе ги отпочне преговорите за влез во Европската Унија. Тек тоа ќе биде шамар. Затоа ја го зборам ова уназад време и време. Последен пат не знам кај кого го зборев, кај Бетмен ли бев, појма немам, која реков дека моравме до сега да расчистиме и со Бугарија, и со Европската Унија, и све да отераме у 300 пички мајчини,
за да не го доживееме реприза и поголемо разочарување од она што го доживеавме 2008 кога беше во Букурешт самитот. Па вие сега видете. А ова, што Путин исто го направи, е исто порака и до Молдавија, и до Украина. Денес рокна ракета во Констанца, тоа е Романија. Но порака е, до двете држави, вие уште не се прашувате дали ќе пристапите во преговори со Европската Унија, се прашуваме ние, дури сега и за тоа се прашуваме, не само за НАТО. И за тоа се прашуваме сега. Затоа се проширени нападите до полска граница. Токму затоа се праќа јасна порака на основа на што ќе отворат преговори со Украина. Во кој контекст, во кој амбиент? Додека паѓаат ракети од Запорошка област до горе тамо до Галиција, додека е и вамо доле до Одеса, уште Одеса им остана од пристаништата горе. Уште Одеса им остана, на Црно море излез. Затоа треба да се, затоа треба да ги гледаме овие работи у ширина, у големина, у дубина, за да бидеме проактивни, не да чекаме и да глуматаме дека преговараме и да глуматаме за нашите аспирации кон ЕУ, кое што работи против нашата иднина, против нашиот опстанок како држава, против самата држава, против иднината на оваа држава, поколенијата кои што се треба да дојдат и така натаму и така натаму. Па вие сега видите. А тоа што Мицкоски седнал со Макрон, тоа ништо не значи. Мицкоски јасно ги кажа своите ставови. Нема отстапување ни милиметар во однос на барањата на бугарите. А тоа што бара гаранции, тоа можете да рачунате, некакви гаранции што бара Мицкоски, дека е тоа дипломатски речник. Демек, еве, не сме ние такви наечи, да скроз ве откачуеме, еве, добро, ние сакаме, но сакаме и гаранции. Тоа е дипломатски речник, во превод тоа значи, малце ви правиме филмчиња, у суштина, драга Европска Унија, драги французи, не драги бугари, кој еве. Тоа значи у превод. Ете тоа. Тоа сакам да го знаете и баш ќе биде интересно како ќе се развива сега целава ситуација, а ја, моje мислење е дека малце закаснија, што се однесува до украинците кон Путин, и многу ќе ми биде занимливо да видам дали со цел памет бриселскиве ретарди на вистина во јуни месец или во јули, како најавија тамо, дека ќе отворат, дека ќе потпишат со Украина за тоа што е за отварање на пристапни овие преговори за влез во Унијата. Многу ме занима. Е тогаш, за жал, ќе излезе дека сум бил управо за многу работи. За тоа како сме требало да делуваме, а не сме делувале, и причините за тоа зашто не сме делувале. Тек тогаш разочарувањето ќе ни биде до плафон отиде. Толку. Чао.